Ова е радосна вест за сите граѓани на земјава од православна вероисповед, која следи по одлуката на Вселенската патриаршија за прием на нашата црква во канонско единство и во евхаристиско општење, стои во честитката на председателот на државата Стево Пендаровски. Одлуката на Српската православна црква ќе придонесе за исправање на историски неправди и отвара можност за нов необрамбен духовен раст на Охридската архиепископија. Верувам дека целиот процес на признавање на автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија ќе заврши со скоро потпишување на томосот од Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј, што ќе придонесе за исполнување на еден од нашите национални интереси и за напредокот на помирување во македонското општество. Честитка од Рим упати и премиерот на државата Димитар Ковачевски. Автокефалноста на Македонската православна црква Охридска архиепископија е историска вест и автентичен дел на македонскиот идентитет. Кога ги честуваме светите браќа Кирил и Методи, да ја добиеме и автокефалноста на нашата црква како рамноправна со другите и како признание за нејзиното наследство во духовната величина на древната Охридска архиепископија и како автентичен дел на македонскиот идентитет. Се радуваме заедно со сите православни христијани во нашата земја на историската вест со која Македонската православна црква Охридска архиепископија се стекнува со автокефалност. Голем ден за нашата света Македонска православна црква, Охридската архиепископија, напиша на Фејсбук лидерот на опозицијската ВМРО ДПМНЕ, Христијан Мицкоски. После одлуката на Вселенската патриаршија како и оваа денес, сведоци сме на историја важна за нашиот народ и нашата Македонија. Нашата црква мора да е обединета, нашиот синот свештенството исто како што мора да биде обединет и нашиот народ. И тогаш сите искушенија, бури и премрежја ќе бидат премостливи. Да продолжиме да чекориме обединето. После одлуката на Вселенската патриаршија, како и оваа денес, вели тој, сведоци сме на историја важна за нашиот народ и нашата Македонија. Позитивни реакции и честитки пристигнуваат и од српскиот државен врв. Председателот на Република Србија Александар Вучик од форумот во Давос ја поздрави одлуката на СПЦ за прифаќање на автокефалноста на Македонската православна црква.